Освен луѓето, историјата на еден народ ја раскажуваат и парите. Нумизматиката го одразува контекстот на тргување, но дава историски податоци според она што е врежено на нив. Преку монетите се прави анализа и реконструкција на животот на луѓето на дадена територија, но и режимот на владење. Монетите откриени на Брегалничкиот регион денес можеа да ги видат и виничани преку презентација на истоимената публикација на магистер Гордана Јанева, во која најстарите пари се датирани од пајонското време. Се припишува на пајонското племе Дерони, односно на пајонскиот владетел Докимос, кој што припаѓа на оваа племенска припадност, значи на Дероните од 5 век пред нашата ера. Тронеден на локалитетот Горно поле, село Караордан, Штип. Правам истражување на римското, значи провинцијско монетоковање во Источна Македонија. Всушност тоа е насловот на мојата докторска дисертација. Музеот Теракота во минатогодишните истражувања најмногу монети има откриено на Виничко кале, но во изложбените паноа можат да се видат и монети од останатите археолошки наоѓалишта – Грнчарка, Коколов рид и Гробана. Во нашиот музеј денес имаме поголем број на примероци на бронзени монети и многу мал број на златни монети. Изложени се монети од Виничко кале, од кои неколку се од 4 век, неколку се од 6 век и златните сите се од 6 век. Така. 2010 година на Виничко кале откривме депо со 17 златни монети во едно мало грне. Меѓутоа тие денес се наоѓаат во археолошкиот музеј на Македонија. Инаку музеот во предстојниот период ќе работи на конзервација на откриените монети како нов проект кој треба да финализира со издавање на нумизматичка збирка.